Добре, криптоентузијасти, денеска имаме Altcoin Investi, како што веќе најавивме и како што вие гласавте нормално, со тоа што денеска ќе почнеме малку надвор од стандардното, затоа што имаме некои доста интересни работи, посебно кога станува збор за Bitcoin Spot ETFs. Значи, битна работа која што сакам да ја покажам моментално е фактот дека се повеќе и повеќе Bitcoin ETFs акумулираат. Целиот овој период додека цената на биткоин и понатаму паѓаше, гледаме дека во последна оваа недела дена, погледнато што 27 јуни, повеќе, тоа се веќе повеќе од 2 недели. Имаме постојана акумулација од страна на Bitcoin Spot ETF, со тоа што можеме да видиме дека имаме така речено рекордни влезови за овој период во 8 и 9, значи 294-216 милиони, со тоа што вчерашен беше 147 милиони. Много битна работа исто така што мораме да забележиме е дека се помал и помал е одливот од LGBTC. Значи се помалку и помалку Grayscale продава на пазарот, што значи дека се повеќе се намалува тој притисок на продавање кој што го имаме и очигледно, нели, Германија не може да продава довек. Тоа беше главната причина која што спомнавме неколку пати. Повеќе од 70% од купната количина која што Германија ја поседува во биткоин веќе ја продала. Така да тоа е битна работа, гледаме дека се повеќе и повеќе овие големи, да речам, ликвидатори на пазарот исчезнуваат, со тоа што уште еден голем останува, знаете и сами, тоа е нормално самиот Mt. Gox, кој што моментално е во, така речено, големо враќање на 140.000 биткоини, што е солидна сума. Останува да видиме како тоа ќе се одвива на пазарот, но за сега гледаме дека и понатаму институциите акумулираат, за разлика од очекувањата на повеќето инвеститори, значи не продаваат, туку акумулираат. Значи дека оние кои се најпаметни и понатаму се најпаметни, затоа се нарекуваат smart money и продолжуваат да купуваат додека секојдневните луѓе продаваат од страв. Крипто VCs, тоа се venture capitalists, тоа се големи инвеститори кои што најчесто инвестираат во нови проекти, помали проекти кои што нели потоа практично им даваат дел од своите коини токени. Во втората четвртина од 2024 година инвестирале вкупно 3,2 милиарди долари. Тоа значи дека, и тоа пазете, ова е напредок, значи во првата четвртина инвестирале 2,5, а знаеме дека првата четвртина беше многу поуспешна кога станува збор за цени, посебно кога станува збор за алткоин цени, а во втората четвртина, значи зборуваме за април, мај, јуни, инвестирале добри 30% повеќе од првата, со тоа практично гледаме дека се позаинтересирани за купување очигледно на овие алткоини или пак инвестирање во проекти, кога истите се на многу пониска цена. Што значи дека и институциите и овие venture capitalist приватни инвеститори и понатаму инвестираат во криптосферата, посебно сега кога цените се дебакл. Сега една многу битна работа која што мораме да спомнеме, да, денеска главните вести и понатаму ќе бидат нормално алткоин, но Real World Asset токенизација има некои интересни работи кои што морам да ги спомнам. Ви реков дека ќе обрнеме дебело внимание посебно на оваа платформа, значи app.rwa.xyz, каде што практично моментално се следат се повеќе и повеќе токенизирани вредности од реалниот свет. Претходно имавме само, ако се сеќавате оние кои што следат нашиот канал, прво имавме само стейбл коини и дури ни ова го немаше US Treasuries, туку беа само стейбл коини и commodities, односно токенизирано злато. До пред некое време се појави и обврзници на Америка кои што се токенизирани, моментално гледајте нова категорија на глобални обврзници, значи ова се обврзници од различни земји кои што моментално се токенизирани, имате приватен кредит, тоа е практично давање на кредит кој што е on-chain и гледаме дека има доста распространетост во однос на земјите од каде што ова доаѓа, со тоа што највеќе верувале или не е од Бразил, и тоа веќе имаме солидна сума, значи во овој, пазете, 8 милиарди во кредит. Значи имаме on-chain кредит, практично ова е како што можеме да видиме од најразлични категории, погледнете, значи од автомобилска индустрија, од недвижности, финтек, конзумер, ова е претпоставувам најосновни купувачки, оние потрошувачки проекти и така натаму. Значи гледаме дека на вистина има голема интересираност посебно во овој дел, 8 милиарди веќе погледнете. Значи не за џабе моментално Real World Asset токенизација како категорија го престигна DeFi секторот за неколку месеци. DeFi секторот, значи ова може детално да го видите во ова видео кое што ќе го оставам и ќе ве замолам да го погледнете, значи ова е видео од Chainlink,
само пред еден ден направено, и тоа е видео од Chainlink од господин Назаров, кој што е практично нели водачот на овој проект, кој што одека детално зборува токму за тоа, зборува за Real World Asset токенизација. Значи зборува за Real World Asset токенизација, и ова е, пак ќе кажам, нешто што морате да го погледнете, зборува за неопходноста на Chainlink како проект во Real World Asset токенизација. Истиот зборува околу 20 на минути, ова е некоја конференција каде што детално објаснува како моментално Chainlink се повеќе и повеќе се интегрира, и тоа зборуваме со реални, значи со реални институции, со реални компании и банки, како се инкорпорира преку својот CCIP протокол и како истиот е неопходен за развивање на Real World Asset токенизација и преместување, како што и самиот овдека покажува, на трилиони и трилиони, значи зборуваме стотици трилиони вредност, без разлика дали е тоа недвижности, дали е тоа деривативи, дали е тоа нешто друго. Значи зборуваме за енормна маса на капитал која што постепено се префрла на on-chain, се разбираме. И во оваа ситуација, значи, затоа и сакав да напоменам, гледајте колку брзо, значи веќе дојдовме до Stocks, погледнете. Stocks, ја се сеќавате, ви кажав дека ќе се појави порано или подоцна, еве го моментално е во бета верзија, каде што има само 4,5 милиони. Запомнете го ова. Значи ова е само што го отвориле, веќе има 4,5 милиони инвестиција со тоа што погледнете. Има некои интересни компании кои што го направиле ова. Во ред Coinbase, iShares, MicroStrategy, значи тоа е очекувано со оглед на фактот дека они се шампиони во криптосферата. Во оваа ситуација iShares е најголемиот биткоин фонд, ETF, Coinbase нормално најголемата менувачица, MicroStrategy најголемата компанија која што досега има приватно инвестирано во биткоин. Но имаме Tesla, Apple, Intel Corp, Nvidia, Microsoft, Alphabet. Тоа се најголемите корпорации во светот, кои што иако ова е мала количина, значи само 75.000 токенизирале. Nvidia 33, Microsoft 21.000 долари. Тоа е почеток на токенизирање на нивните акции. Тоа ќе биде едно од најголемите и најбараните, верувам, солуции која што блокчейн технологијата може да ги понуди, и моментално е овде. Значи погледнете, веќе постојат од овие компании токенизирани акции. Сите, значи би предпочитале да имаат токенизирани акции наспроти нормално опишана верзија за кои што нели треба да се водат процедури и така натаму. Значи ова е јавно, on-chain, нема бегање, се знае точно колку имате и што имате. Со тоа што гледајте, се очекува да дојде овдека и недвижности и карбон кредити, што кажеме дека е крајно страшно, но во секој случај гледаме дека се повеќе и повеќе категории на онлайн токенизирани ствари од реалниот свет се појавуваат. Тоа е крајно битно. Во меѓувреме, како што кажав, значи затоа и толку голем обожавател на Chainlink, затоа Chainlink е некое четврто место во моето портфолио, и да не забораваме на многу битна работа, значи во онлайн токенизација, значи зборуваме сега во оваа ситуација за RWA, Weedle, тоа е платформата на BlackRock, која што е изградена на Ethereum, за која што кажавме дека тоа е една од главните причини поради кои што BlackRock дефинитивно ќе направи се во својата можност за да успее да добие Ethereum спот ETF, со тоа што Weedle моментално само што надмина 500 милиони долари токенизирани вредност на токенизација. Зошто го велиме ова? Погледнете. Истиот постои од крајот на март, почетокот на април. За само неколку месеци успеа да достигне повеќе од 500 милиони вредност во токенизирани обврзници од Мурика. Со тоа што овдека се напоменува дека голем дел од ова е и од новиот проект кој што оставивме, а тоа е Ondo, односно OUSG, тоа се токенизираните обврзници кои што ги поседува, вредност од 173 милиони од истите моментално се наоѓаат во Weedle платформата. Односно Ondo се повеќе соработува со BlackRock, тоа што ние го спомнавме, и тоа што е една од главните причини поради кои што Ondo е во нашето портфолио. Да, сега е само 2%, но верувам дека тоа ќе порасне понатаму. Очекувам да инвестирам повеќе во овој проект, баш поради тоа што се буквално пионири и најголема компанија кога станува збор за токенизирани хартии од вредност, во оваа ситуација државни, односно обврзници на Мурика. Значи во оваа ситуација пак ќе напоменам, Weedle е пример за тоа колку заинтересираност има помеѓу институциите кога станува збор за Real World Asset токенизација. Ке ве замолам, погледнете го ова видео, верувајте ми, нема да изгубите ништо, значи само запишете Chainlink's Roll in Quadrillion Dollar Tokenized Assets Wave.
Многу едноставно, или одете само на нивниот канал Chainlink, ќе го најдете ова е најново видео, буквално старо 22 часа. Значи има што да се слушне, верувам дека Chainlink ќе биде еден од најуспешните проекти во иднината, баш поради тоа што е незаменлив кога станува збор за првенствено Oracle, затоа што е најголем и најдобар, а понатаму и неговиот CCIP протокол кој што е се повеќе и повеќе користен од институции, со тоа што овдека во ова видео детално се објаснува дека веќе не е ова proof of concept, не е ова тест, туку активно го користат значи CCIP протоколот на Chainlink, и тоа не само тој, туку имаат и други солуции како Merkle 3, она апликација за јавни резерви и така натаму. Значи погледнете, имаат многу што да се види, посебно кога стана збор за Chainlink. Сега пред да почнеме со вестите за алткоини, би сакал да напоменам само оние три стандардни да речам страни кои што ги следиме пред да продолжиме со вестите за алткоини. Првата ни е RSI Heatmap, знаете и сами, каде што гледаме дека поголемиот дел од алткоините се наоѓаат во oversold, верували или не. Значи и тоа можеме да видиме солидни имиња во овој дел доле. Во секој случај, значи средната вредност на неделно ниво на RSI е 42. Тоа е крајно ниска вредност, значи дека пред нас е голема и добра алткоин сезона. Во исто време можеме истото да го потврдиме и од овој индикатор кој што е алткоин сезона индикатор, кој што е моментално на вредност од 31, што ни покажува дека сме дебело во биткоин сезона, што значи дека се крајно ефтини и намалени во вредност алткоините. Верувам дека тоа сите го знаете, не морам да го спомнам, но сепак ги следиме овие индикатори чисто како водилка. И понатаму, значи на годишно ниво остануваат непроменети работите во однос на скрипти депонирани на GitHub, со тоа што нормално прво место е ICP, Ethereum, потоа продолжуваме надоле со ADA, Flow, Arbitrum, Polkadot, Audius, eGold, Myota, односно IOTA, Atom, HBAR и така натаму, со тоа што на неделно ниво, значи дали имаме некои промени, реално не, значи тие се тие проекти стандард, значи нема бегање. Тука се тие проекти кога станува збор за core development, односно ова е кога станува збор за развивање на самиот блокчейн, меѓу кои први се ICP, Cardano, Ethereum, Polkadot и Cosmos, топ 5, додека кога станува збор за нивниот екосистем, Ethereum, Algorand, Polygon, Cosmos, Polkadot. Значи дека тие се тие стандардни проекти кои што постојано се развиваат. Значи ова како да нема некоја голема промена, некогаш се случува некој проект да влезе во неделно ниво, но генерално и понатаму остануваат истите проекти да бидат шампиони во овој дел. Следна битна работа која што мораме да спомнеме, а која што е крајно поврзана со крипто и алткоините е SAP 121, тоа е она правило кое што го донесе SEC, кое што знаеме дека е крајно против криптосферата, значи до тој степен што и Конгрес и Сенат на Америка донесоа одлука за ова правило да биде укинато. Веќе зборувавме, тоа е уствари правилото со кое што SEC поради наредба на Белата куќа, односно гериатрија Џо, буквално направи банките да не сакаат да соработуваат со криптоиндустријата, односно едноставно ги направи инвестициите кои што потенцијално би дошло било каков тип на крипто субјект да бидат непожелни во банките, затоа што мора да бидат, така речено, целосно држани во банката не може да ги реинвестира овие средства и на тој начин практично они ја спроведуваат Chokepoint 2.0 операцијата со која што се обидуваат на сите проекти кои што се од криптосферата, без разлика дали е менувачница или соодветен криптопроект, им на некој начин забрануваат да имаат своји банкарски услуги во Америка. Тоа го прави развивањето на криптосекторот во Америка крајно тешко. Со тоа што и Конгресот и Сенатот донесоа одлука ова правило да се укине, нормално гериатрија Џо излезе и стави вето. Сега, денеска требаше да се гласа за ова правило, тоест ова вето да биде укинато. И за тоа да се случи треба околу 2/3 од вкупната количина на Конгресот и Сенатот повторно да изгласаат за да биде укинато ветото на гериатрија Џо. Не верувам дека он уште и памти дека ставил вето, но како и да е, тоа е реалноста. Со тоа што за жал денеска истиот беше значи не откажен, туку преместен. Значи денеска требаше да се гласа, јас затоа го чував денеска ова да биде објавено во Altcoin Вести, но за жал по некаква итна постапка во која што треба да се одлучува за нешто друго, едноставно ова гласање е одложено. Останува да видиме кога ќе се случи, но реално
нема големи изгледи дека потенцијално би се случило. Значи ова би било многу добар буст за криптосферата моментално, каде што ако ова се укине автоматски, сите проекти во Америка ќе има многу полесен пристап до банкарски услуги. За жал, има мала шанса тоа да се случи, затоа што двотретинско мнозинство они успеа да направат половина, но гледаме дека им се потребни уште многу, значи уште 60 гласови од веќе 228 кои што успеа претходно да ги добијат, им се потребни за да успеат да направат двотретинско мнозинство, но не само во Конгрес, треба исто да се случи и во нивниот Сенат. Така да за ова да се случи има мала шанса, но веќе има најава од самиот Конгрес дека спремаат друга легислатива со која што ќе го заобикалат целиот овој случај и ќе пристапат кон така речено блокирање на ова правило SAB 121 на Гери Гангстер и на тој начин ќе го игнорираат ветото на геријатријат Џо. Во најлоша рака, да не заборавиме дека претседателските избори на Америка се пред нас, до ноември веќе ќе има нов претседател на Америка, се поголеми шансите се дека тоа нема да биде геријатријат Џо. Ако биде Трамп, тогаш сите знаеме што ќе се случи, тогаш нема ниту потреба од гласање на Конгрес, ниту на Сенат, веднаш ќе биде укинато, тоа беше кажано од страна на Трамп лично. Така да, дали тоа ќе го направат сега со гласање, дали ќе го направат со некоја си легислатива со која што ќе се заобиколи ово правило, или пак Трамп ќе дојде на власт и ќе го направи тоа лично, нас не ни менува само прашање на време кога тоа ќе се случи, а тоа ќе биде крајно позитивно за криптосферата, криптопроектите и криптоменувачниците. Сега, следна битна работа во наша поддршка во однос на истата оваа ситуација е CFTC. Значи, знаете дека во Америка има две големи агенции кои што се со слична работа. Првата е SEC, односно Комисијата за хартија од вредност, додека втората е CFTC, односно Комисијата за практично регулирање на ресурси. Значи, во оваа ситуација чермен, односно канцеларот или како сакате претседателот или што и да е на оваа комисија, која што така речено работи паралелно на комисијата на хартија од вредност, изјавува, значи тоа е господинот или тоест нема ни нарекувам господа, ова се муриканци, значи муриканецот Ростин Бехнам, кој што вели дека 70 до 80% од криптопроектите не представуваат хартија од вредност. Од каде ова доаѓа? Јас верувам дека ова доаѓа од новиот закон кој што беше донесен на Конгрес, сега моментално е на Сенат, со кој што има крајно јасни предиспозиции кои што одреден проект треба да ги исполни за да биде доволно децентрализиран и на тој начин да биде сметан како ресурс, односно под юрисдикција на CFTC. Додека доколку не ги исполнува и не е доволно децентрализиран, истиот ќе попадне под SEC, односно под Комисијата за хартија од вредност, за жал под Гери Гангстер. Сега, дополнително овдека и самиот чермен, односно во оваа ситуација Ростин Бехман, се повикува на одлука која што само пред неколку дена беше донесена во некаков случај, искрено не сум сигурен точно кој е случајот, во суд во Илиноис. Официјално судот ги прогласува биткоин и етериум за ресурси. Тоа е крајно битно затоа што гледаме дека се повеќе и повеќе имаме правна јасност во тоа дека ова не се хартија од вредност, дека не мораат да бидат регистрирани, дека не мораат да поминат преку еден куп обрачи кои што треба да поминат хартија од вредност за да бидат легализирани, и во оваа ситуација тоа е крајно позитивно за криптосекторот. Така да ова е крајно позитивно, гледаме дека оваа комисија во оваа ситуација имаме една цела агенција која што е на наша страна, која што ова нас нормално многу ни одговара. Сега да не забораваме дека ова е битно зошто CFTC се обидува да ги прифати сите овие работи, нормално е да ги превземе овие криптовалути, затоа што на тој начин ќе бидат по нивна юрисдикција. Не значи дека она го прават поради добротата на нивното, не знам, срце, ова го прават затоа што ќе има поголема ингеренција врз криптосферата. Но тоа не го менува фактот дека е подобро истите да бидат под рачунати како ресурси под Комисијата за регулирање на ресурси, за разлика од хартија од вредност кој што има многу по строга регулатива, се разбираме. Така да ова е крајно позитивно за нас, се надевам дека ова и понатаму ќе продолжи да биде во наша корист, со тоа што веќе Конгресот и донесувањето на новиот закон, со новиот закон на Конгресот веќе имавме солидно регулирање, како што веќе кажавме, на децентрализацијата на проектите и нивното припаѓање во една или друга юрисдикција кога станува збор за овие две комисии. Доналд Трамп ќе биде присутен на Нешвил конференцијата од 25 до 27 јули, тоа е најголемата биткоин конференција. Гледаме дека истиот е и на самиот врв, значи еден од главните говорници, како и Кати Вуд, како и Сноуден, како и
нормално Майкл Сейлор и типов што немам појма кој е искрено, но како и да е, значи еден од главните говорници на оваа конференција. Значи ова е крајно битно затоа што да не забораваме дека истојот е моментално во активна кампања за председател. Значи нема ништо подобро од во оваа ситуација Трамп, две нози, две раци и уста, кој што моментално прави најдобра можна реклама за крипто, посебно за биткоин, како во Америка, така и во целиот свет. Вие го имате потенцијално председател на една од најголемите, ако не и најголемата економија моментално во светот, кој што активно зборува за биткоин, кој што ќе биде легализиран, кој што ќе биде дозволен на сите во Америка и уште побитно, кој што како и неговото давање на идеја да се направи биткоин стратешка резерва. Тоа е крајно позитивно за целата крипто сфера. Значи, дојдовме од буквално никој не сака да слушне за ова, до председатели го користат крипто во нивната кампања за добивање на најпосакуваното председателско место во светот на чело на мурика на демокрација. Како и да е, значи продолжуваме понатаму, Bitwise, значи CEO моментално кажува дека значи се очекува потенцијално Ethereum Spot ETF до крајот на оваа недела, верувале или не, со оглед на фактот дека денеска е четврток, нема премногу останато до самиот крај, но во секој случај, значи ова е голема работа кога значи пак ќе кажем едни од најголемите во оваа ситуација, тоа се оние кои што ги поседуваат Bitcoin Spot ETFs, Bitwise во оваа ситуација, кажуваат дека до крајот на недела, па макар нека и следната, макар и крајот на месецот, ќе имаме официјално Ethereum Spot ETF. Со тоа што е една многу битна работа што јас постојано зборувам, вели birth of a new asset class, она што јас постојано го зборувам. Значи, ние се наоѓаме во момент каде што институциите конечно почнуваат да инвестираат во крипто секторот легално. Значи, во моментов ние со тоа што добивме Ethereum Spot ETF, па следене Solana или кој да е, макар и Solana. Значи, ние доаѓаме во ситуација каде што се повеќе и повеќе имаме шампиони кои што се целосно легализирани и на кои што на институциите им е дозволено да инвестираат во нив. Значи дека и интересот за овие криптовалути е крајно голем и легитимитетот на целата сфера која што доаѓа преку овие ETFs е крајно битен и голем. Така да се наоѓаме на многу добар пат. Ethereum Spot ETF и неговото одобрување ќе отвори врата за сите останати алткоини и верувам дека ова ќе биде крајно позитивно за целата крипто сфера. Останува да видиме, но уште еднаш ќе напоменам дека ова е барем сега за сега многу позитивно. Со тоа што во меѓувреме гледаме дека интересот за Ethereum се повеќе расте, зошто го велам ова? Значи погледнете. Моменталниот чарт на Staked Ethereum е на свој all-time high. Од 24 милиони во август 2023 година до практично скоро моментално е 33,3 милиони од вкупната количина која што е негде околу 120. Значи, една четвртина од прилика од вкупната количина на Ethereum е моментално под стейк, 25%. Со тоа што не е само тоа, значи гледаме дека се помалку луѓе планираат да го продадат очигледно, гледаме и нов all-time low на Ethereum кој што моментално се наоѓа на централизираните менувачници, негде околу 17,7 милиони. Значи ова е уште од 2021 година септември. Гледаме екстремно ниски нивоа, значи пониски никогаш не биле колку во овој момент. Значи се помалку Ethereum се наоѓа за тргување на централизираните менувачници, што е уште еден показател дека многу голем интерес за Ethereum моментално има. Верувам дека е баш поради очекувањето на Ethereum Spot ETF, но останува да видиме. Ја верувам дека ова ќе се зголеми кога потенцијално кога ќе се случат овие Ethereum Spot ETF, затоа што ќе имаме ситуација во која што институциите дополнително ќе го намалат тоа количество на Ethereum на менувачниците со нормално нивното акумулирање. Колку помалку одредено средство кое што е посакувано на пазарот го имаме, толку повеќе неговата цена расте. Тоа е стандарден начин на кој што функционираат економски добра и во оваа ситуација знаеме каде сето тоа ќе се придвижи. Така да ова е крајно позитивно за Ethereum и сега моментално можеме да преминеме на Cardano. Вчера јас ставив на нашата Facebook страна една вест, сега сакам истото нормално малку да ја продлабочам. Значи официјално Cardano го интегрираше нод 9.0.0, што представува нов софтвер за сите нодови кои што моментално ги има на Cardano. И сега нормално самиот софтвер со себе си носи некакви подобрувања. Во оваа ситуација беше кажано точно, само да видам кои беа подобрувањата пред да продолжиме со останатото. Оптимизација на блок времењата, значи времењата во кои што се реализира еден Cardano блок,
ефикасност на трансакциите и поголема резистентност на сайбер напади. Значи тоа се основните работи кои што се интегрираат со овој софтвер на сите на сите Cardano нодови, но најбитниот дел кој што треба да го забележиме е фактот дека со овој софтвер сме спремни за Chain Hard Fork. Chain Hard Fork представува следниот степен, односно преку оваа интеграција на да речем новиот софтвер за нодовите, ќе дојдеме во ситуација во која што целосно ќе се предаде трежери, односно сите права кои што ги имаат и IOHK, и Emurgo, и Charles Hosking, сите останати ентитети кои што имаат право за регулирање и водење на проектот Cardano, врз двата ново создадени органи кои што очекуваме до крајот на месецот да бидат реализирани, иако веќе постојат, значи ќе имаме официјално до крајот на месецот и устав на Cardano, и тој ќе биде, ако мислам дека веќе го спомнав во претходните altcoin вести, значи ќе биде донесен на една од најголемите работилници, треба околу 25 работилници да се случат во текот на месецот. На последната ќе биде донесен устав и официјално се очекува и до тогаш да биде целосно интегриран овој нод софтвер 9.0.0. Значи треба околу 70% од нодовите да го прифатат и инсталираат, за истиот да биде практично прифатен од заедницата, прифатен од сите нодови. Кога тоа ќе се случи, веќе може да се имплементира Chain Hard Fork, а со тоа и да се воведе и уставот и овие нови два органа, и со тоа целосно да се предаде контролата на овој проект на заедницата. Од тој момент натаму заедницата одлучува што ќе се случува со Cardano и никој друг. Значи во однос тоа колку Cardano токен имате, толку право на глас имате и според тоа ќе се одлучува што понатаму со овој проект. Со влегување во петата ера, значи јас го следам овој проект уште од моментот кога испаднавме од Shelley и влеговме во Gokun. Целиот тој процес јас сум моментално, значи уште од така речено самото формирање на проектот го следам истиот, значи на многу рана фаза, па до моменталната Voltaire ера каде што имаме governance и децентрализација на која што може да позавидуваат најдобрите проекти. Значи со ова, ако целосно биде интегрирано, Cardano официјално станува еден, ако не и најдецентрализираниот проект моментално во криптосферата. Сега, затоа и кажав дека е крајно позитивен и затоа и кажав дека истиот постојано ќе биде во моето портфолио, нели нормално, продаваме и купуваме на Bull и Bear, но на крајот од денот Cardano секогаш ќе биде дел од моето портфолио доколку не видам некои катастрофални последици, распајање на тимот, не знам, тогаш веќе е друга ситуација, но сега засега и понатаму останува крајно позитивен дел од моето портфолио. И моментално интересна работа која што сакав да спомнам, не е нешто посебно, но само кога веќе зборуваме за Cardano да спомнеме, моментално Epic Games е една од најголемите онлайн продавници за игри. Значи Cardano само што лансираше игра на Epic Games, значи моментално е во виш, се уште не е пуштена затоа што е во бета верзија, се нарекува Chronoshoot. И позади истата стои, сега мислам дека беше запишено, че јас го отворив Epic Games чисто да видите како изгледа. Значи ова е практично на Epic Games, каде што може да купите играта. Значи буквално може да видите како изгледа. Значи ова е така речено. Значи, интересниот дел во играта е тоа што времето застанува во моментот кога застанувате и вие. Ако не се движите, значи времето во играта застанува комплетно. Тоа е некој интересен момент кој што може да го забележиме доста нов. И да, само да видиме кој беше студиото кој што стои позади оваа игра, беше некое тешко име за Evo. Значи RFLXT Digital, тоа е практично платформата која што го развива ова како игра и моментално, нели, практично покажува Cardano дека не е само за една или друга или трета, да речам, гранка во однос на блокчейнот, туку гледаме разностранно, значи имаме DeFi проекти, менувачници, имаме игри, имаме така натаму, значи имате еден куп. Така да добро е кога гледаме дека има различни апликации кои што се развиваат на Cardano и кои што активно работат моментално. Сега само момент. Solana моментално го најавува долго очекуваниот Firedancer, со тоа што истиот се очекува да биде интегриран негде до крајот на месецов, ако не се лажам, според тоа што го видов. Значи Firedancer го работи што 2022 година, со тоа што Solana моментално е доста централизиран, односно доколку погледнете, главните во оваа ситуација, значи тоа се валидатор клиенти,
се практично директно поседувани од Solana. Се два и директно поседувани од Solana. Со тоа што ова е првиот децентрализиран и непоседуван од Solana ваков тип на клиент, на валидатор клиент кој што ќе биде поседуван и развиен од Jump Crypto, една од најголемите компании во криптосферата во однос на инвестиции, со тоа што значи истиот е развиен и официјално е пуштен, значи сега моментално е во тест фаза, пред само ден или два успеа да го запише својот прв блок на Solana, со тоа што моментално самите Jump Crypto нудат $1 милион price pool за оние кои што ќе успеат да најдат некаков тип на баг со овој софтвер. Значи на тој начин практично оваа тест фаза ја користат за white hat хакери да помогнат во истребување на потенцијални багови кои што може понатаму да бидат искористени за хак. Така да тоа е доста добро и нормално се очекува дека овој софтвер конечно ќе ја намали, како да кажам, значи неговата нефункционалност. Значи ова е крајно нефункционален блокчейн. Во било што друго, ако 40% од работата која што ја врши, дали е софтвер, машина, човек, што и да е, значи ако 40% од работата што ја врши е лоша, вие не би го земале, не би го купиле, не би го користеле, така? Но во оваа ситуација, јас до ден денеска не можам да разберам која е оваа институционална заинтересираност за софтвер кој што и понатаму 40% од неговите трансакции се невалидни. Значи, не е ова дека се поправа преку време, гледаме дека варира. Значи, 40 па се подобрило на 26, па моментално повторно е, погледнете, верувале или не, 38-40%. Значи дека на дневно ниво во просек 40% од трансакциите на Solana се failed. И јас до ден денеска уште не можам да разберам од каде е оваа заинтересираност за овој меме коин, кој што моментално е буквално за тоа и познат, значи буквално за тоа што има еден тон меме коини кои што тргуваат на него, значи 90% од трансакциите се купување и продавање на шит коини на неговите децентрализирани менувачници. Но како идеја е да се надеваме дека можеби ова конечно ќе го поправи, идејата е дека ќе ја зголеми брзината, но во исто време и ќе ја зголеми успешноста на овој блокчейн за да нема 40% фейл трансакции, останува да видиме, но е нешто што мораме да го најавиме, нешто што е многу битно, затоа што вака или така се наоѓа на топ 5 блокчейн во светот. Значи тоа е реалноста и нема тука значи дали ни се допаѓа или не, тоа е реалност. Значи тука јас не можам да го порекнам тоа што е вистина и понатаму Solana е на топ 5 место. Но пак ќе кажам, може да биде и прво место, ако нешто не функционира, не функционира, се разбираме. И мислам дека е многу лесно да се види тоа, значи ова е нешто што може било кој да го види. Значи Doom.com има посебна скрипта само за ова. Ниту еден блокчейн нема ваква скрипта освен Solana. Може да запишете fail, значи запишете Solana transaction fail rate, запишете било што друго. AVAX, Solana, Transaction Fail Rate, Cardano, Ethereum, ниту еден нема ваква скрипта освен Solana, затоа што очигледно им е потребна, така. Но како и да е, тоа е реалноста. Сега Polkadot моментално значи нивниот трежери е 245 милиони и моментално се појави некои гласини како леле колку фрлаат пари и чуда не знам на реклама. 87 милиони, тоа е практично 1/3 од ова големо трежери кои што го поседуваат. Во последните 6 месеци се потрошени од страна на самата Polkadot заедница. Не заборавајте дека ова не е потрошено од Gavin Wood, туку од самата заедница. Односно, Polkadot си има свој DAO на кој што се одлучува како ќе бидат трошени овие пари. Со тоа што 1/3 од истите се потрошени по барање на заедницата. Се разбираме, че заедницата одлучила. Не е тоа дека некој хакнал, украл па потрошил, туку самата заедница во DAO изгласала и одлучила. Со тоа што голем дел од овие, да речем, коини кои што се потрошени, односно 42%, негде околу 36 милиони долари, се потрошени на маркетинг. Тоа е реалност. Со тоа што најголемиот дел од овој маркетинг е буквално работилници, хакатони, што мене ако ме прашувате воопшто не е лошо. Со тоа што имате уште 26% за развивање на самиот блокчейн, значи градење на нови апликации, надградување на постоечкиот екосистем и така натаму, затоа истиот и се наоѓа во топ 5 секогаш во однос на развивање на самиот блокчейн, значи тоа е позитивно. Сега до степен што, значи верували или не, Polkadot моментално платила $500,000 на CoinGecko за ова. Погледнете го сега. Само погледнете. Значи за логото да им биде интерактивно. Логото им е 3D и моментално е анимација која што од, не знам, оваа низа на колбаси се претвара во оганче и се враќа назад. $500,000, така.
и моментално вака ќе ви изгледа логото. Но тоа е реалност. Значи, у денешно време овие блокчейни се повеќе и повеќе сваќаат дека без реклама нема продажба, без разлика колку сте добри. Доколку никој не знае за вас, ќе си останете добри и никој нема да ве купи. Тоа е реалноста и затоа јас ова на пример сосема го поддржувам. Значи, потребни се хакатони, потребни се овие типови на презентации, на што и да е собири, со цел да повеќе луѓе се запознаат со Polkadot како проект. Сега следна вест во однос на Toncoin. Toncoin моментално прави Layer 2 солуција за својот екосистем, кој што ќе се нарекува Application Chain, односно Ton Application Chain или TAC, так како и да е. Со тоа што ова ќе биде изградено на Polygon Chain Development Kit, CDK, и ќе биде базирано на Egg на Ethereum. Значи дека ќе биде дел од Polygon екосистемот, како Layer 2 на Ton, а во исто време ќе биде достапно и на Egg ова е оној нов liquid staking layer на Ethereum блокчейнот. Со тоа што во оваа ситуација, значи ова е најавено на една од поголемите Ethereum конференции во Белгија, Ethereum Community Conference, во овој вторник. Значи ова е доста нова вест. Во оваа ситуација интересниот дел е дека гледаме интеграција помеѓу овие блокчейни, каде што Tonchain е свесен за големината на Ethereum и затоа го користи CDK на Polygon со цел да го интегрира Layer 2 и во Ethereum и во самиот Toncoin, односно Ton екосистем. Така да ова е крајно позитивно за двата екосистеми, и за Ton и за Ethereum и Polygon како еден во оваа ситуација. Следна интересна вест која што ја видов, Aave има свој GHO stablecoin. Тоа беше најавено, го најавивме на нашиот канал, со тоа што за жал маркет капот на овој стейблкоин е смешен, станува збор за $92 милиони, но реално ова е потребно затоа што Aave е најголемиот lending borrowing протокол во целиот свет. Така да ова е доста паметно да го има и моментално Aave до сега GHO стейблкоинот го имаше само на Ethereum. Со тоа што моментално го користи CCIP протоколот на Chainlink, повторно CCIP, значи тоа е протокол кој што се користи за меѓуоперабилност на различни блокчейни во оваа ситуација, со кој што моментално GHO го направи достапен и на Arbitrum мрежата, значи на Arbitrum Layer 2 солуцијата на Ethereum. Сега, зошто е толку битен CCIP на Chainlink? Затоа што истиот го има оној burn и mint механизам на заклучување и отклучување на токени од еден во друг блокчейн. Со оглед на фактот дека CCIP протоколот е крајно доверлив, значи може да му верувате, нема начин како да биде хакнат. Вие практично се што правите е доколку сакате да ги преместите вашите GHO токени од Ethereum на Arbitrum, вие практично само ги заклучувате на Ethereum блокчейнот, а истата количина на GHO токени се минтаат на Arbitrum блокчейнот и ги користите. Кога сакате да ги вратите, правите burn на овие токени на Arbitrum и истите се отклучуваат, односно се изминтуваат на матичниот Ethereum блокчейн. На тој начин моментално Aave сака да го искористи CCIP протоколот за што повеќе да може да го распространи својот стейблкоин на што повеќе различни екосистеми, затоа што CCIP е интегриран од сите Layer 2 солуции на Ethereum и од многу други, како Avax, како Solana, како Cardano и така натаму, значи нема каде CCIP не функционира, нема каде Chainlink не функционира. Ова е крајно позитивно и за Chainlink и за Aave, посебно ако е успешно. И во меѓувреме вториот по големина lending and borrowing протокол, Compound Comp, кој што треба да го работиме наскоро, тоа е, ако не се лажем, еден од коините оваа недела, не сум сигурен дали он или не, Osmosis, па потоа Compound, значи Osmosis ќе биде обработен во оваа недела. Моментално најавува дека е хакиран. Значи, еден од главните представници, нивниот DAO Security Consultant, Майкл Левелен, вели моментално да не се користи и да не се прават никакви интеракции со веб страната на Compound. Вели, блокчейнот не е нападнат, блокчейнот не е во никаква опасност, значи хакот не се однесува на блокчейнот, туку успеале да ја превземат страната на Compound Finance, тоа е compound.finance, која што моментално се користи како фишинг страна, односно преку истата вас ви праќаат купете нешто, а вие уствари наместо да го купите ги праќате парите директно кај хакерот. Што значи дека Compound самиот по себе воопште не е нападнат, значи нема никакви потешкоти со самиот Compound како проект на Ethereum,
но нивната страна е хакирана и моментално се користи за фишинг, така да бидете предпазливи ако нешто такво користите. Во меѓувреме сакам да го споделам ова, до мене дојде од еден од гледачите на нашиот канал, значи станува збор за некаква си македонска, претпоставувам, исто така фишинг страна, во која што нудат некаков си софтвер за крипто, што веднаш ќе ви кажам е многу сомнително, значи јас од вај успеав да најдам оваа страна, гледам дека има многу реклами и по Facebook и по останатите, значи да речем во оваа ситуација било каков тип на социјални мрежи, значи ова е лага. Јас не знам кој го прави, не ме интересира. Ако мене ме прашувате, ова е лага. Јас не верувам дека вакво нешто се случило, ниту пак верувам дека овие луѓе некогаш и слушнале за ова име, што и да е ова што моментално го прават. Бидете препазливи, ваков тип на глупости секогаш се појавуваат кога станува збор за bull market, затоа што е многу лесно да земат пари со ваков тип на дадете ни пари, ние ќе ви дадеме дупло. Дадете ни пари, не знам колку ќе заработите. Веќе успешно Сашко Коцев, ја верувам дека Сашко Коцев нема слушнато никогаш за вакво нешто, но ќе замолам бидете препазливи. Сигурно Бранко Геровски не инвестирал и не добил 650.000 денари. Значи бидете крајно препазливи. Вакви глупости во Македонија се причината поради која што постои мојот канал и поради која што правам да го научиме македонскиот народ да инвестира сам на свој wallet, а не да се надева дека ако ги стави парите во некаква си ваква магична страна, ќе добие нешто назад. Бидете препазливи, ова е крајно опасно, ниту знаете кој стои позади ова, ниту пак може да верувате на вакви сликички кои што наводно некој добил многу пари и тука дал комплимент. Значи бидете крајно препазливи, ова е срање во боја. Следна вест, Opera Mini, тоа е практично апликација за плаќање на Opera броусерот, кој што може да го користите и на вашиот мобилен телефон, и на вашиот лаптоп, таблет и така натаму. Моментално ги интегрираше USDT и USDC како опции за плаќање на оваа апликација. Крајно позитивно затоа што се повеќе и повеќе секојдневните оние мејнстрим, зборуваме платформи, броусери, што и да се, значи во оваа ситуација Opera Mini има повеќе од 3 милиони корисници, значи ги користат блокчейн солуциите затоа што се крајно позитивни, затоа што се крајно практични, така да бидете, значи гледате, се случува се повеќе и повеќе масовна адаптација. Ова е начинот на кој што ќе добиеме масовна адаптација. Со секојдневна употреба на онлайн купување, онлайн продавање, што и да е, субскрипции. Значи, овие се апликациите кои што ќе донесат масовна адаптација. Некогаш дури без луѓето да знаат дека користат крипто. Интересна вест, моментално имаме партнерство помеѓу Кракен и Атлетико Мадрид. Каде што моментално Кракен е еден од главните инвеститори, односно да речем во оваа ситуација спонзори на Атлетико Мадрид, спортскиот клуб во фудбал нормално од Мадрид, со тоа што вели дека истиот ќе биде значи поставен на стадионот, дека на ракавот ќе го носат логото на Кракен. Сега овдека не е уште објаснето како, но битниот дел е дека Кракен пак во спротивно значи ќе даде солуции на Атлетико Мадрид за фановите да можат да комуницираат и одлучуваат во името на клубот. Се уште не е објаснето како, но во однос на она што го знаеме од веќе постоечките платформи од овој тип, како што е Chiliz или пак платформата на Binance, каде што имавме нели оние фан токени кои што ги лансираа, верувам дека тоа ќе биде слично направено за луѓето кои што купуваат фан токени, да имаат право да гласаат за некој, препоставам на почетокот, минорни одлуки за самиот клуб. Но во секој случај е позитивно затоа што како што моментално имаме VeChain и UFC, нели, да речем комбинација на спонзори, зошто да не? На тој начин се повеќе и повеќе луѓе дознаваат за оваа сфера. Значи се од овие спонзорства е позитивно кога станува збор за масовна адаптација. И на крај Санта Моника, град во Мурика, кој што моментално отвара своја биткоин канцеларија. Значи во оваа ситуација зборуваме за канцеларија која што директно ќе биде спонзорирана од самиот град, за да ги учи луѓето за блокчейн технологијата, за биткоин и за се што представува биткоин, како да речем во оваа ситуација нормално позитивна сила во општеството, со тоа што погледнете че ова е во Санта Моника, значи го поставиле логото на ова големо, да речем, панорамско тркало, значи се повеќе и повеќе гледаме ваков тип на, да речем, општества, значи општествени заедници кои што се повеќе и повеќе се вртат кон крипто сферата. Ова е крајно позитивно, затоа што значи не станува збор за некоја си мала компанија, станува збор за значи во оваа ситуација значи голем град, така. Со тоа што за крај, како и секогаш би сакал на кратко да ги напоменам оние битни работи, посебно за оние кои се нови на нашиот канал,
Значи и понатаму продолжуваме да работиме 0 евра по македонец, без разлика дали е лете, зиме, дали е распуст, дали работам, дали не работам, bull market, bear market, значи воопште не е битно. Гледате дека и понатаму нашата работа продолжува за описменување на македонската нација во финансии, економија и крипто блокчейн технологијата, така да помогнете ни. Се што бараме од вас е да го препорачате нашиот канал доколку сте научиле нешто од истиот, со цел оваа материја која што е бесплатна да стигне до што повеќе македонци. Со оглед на фактот дека има повеќе од 1000 видеа, верувам дека е малку збунувачки. Оние кои се нови на нашиот канал, кога ќе влезете на истиот, погледнете го ова видео кој што ќе ви даде патоказ да знаете во кој правец да се движите во однос на гледање на видеата на нашиот канал. Значи, уште еднаш ќе напоменам, до крајот на овој месец треба да дојде и програмерот кој што најави и направи тест страна на која што ќе можеме да ги ставиме сите наши содржини со соодветни линкови, така да тоа наскоро верувам дека ќе биде направено, кога истиот ќе се пресели во Малта. Очекуваме да се видиме негде до крајот на месецот, почетокот на следниот, и верувам дека тоа ќе биде интересна новост на нашиот канал. За сите останати, во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете содржина, односно да видите во кој дел од видеото за која тема зборуваме, за да не мора да гледате целото. Дополнително може да ги најдете сите наши социјални мрежи на кои што споделуваме многу повеќе од видеата кои што ги има на самиот канал. Значи секогаш кога имаме нови информации ќе споделуваме нови социјални мрежи, така да заследете ги, како и нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble, во случај некој да мисли дека премногу зборуваме. А во исто време, значи знаете и сами дека не бараме ништо од вас, значи се што правиме бесплатно за македонскиот народ, единствено доколку сакате, како што вие инсистиравте, затоа ги ставивме овие блокчейн адреси, да не почестите едно кафе, тоа може да го направите на овие блокчейн адреси, кои што исто така може да ги најдете во дескрипцијата на секој од нашите видеа, како и оваа апликација Купи ми кафе, која што е наменета исклучиво за помош на дигитални креатори. Сето ова до сега во 2 наврати беше доставено до црковна организација во помош во прехранбени продукти, со цел да помогнеме на македонците назад во Македонија. Истото ќе биде понатаму направено повторно во ваков транспарентен облик, каде што ќе ви покажеме кој, колку и што финансирал, што ни пратил, а ние нормално тоа ќе го доставиме до соодветни, да речем, македонци кои што им е најпотребно. Така да ви благодарам, продолжуваме и понатаму. Не заборавајте, денеска ќе гледаме да ставиме гласање за специјалното неделно видео, имам некои интересни теми. Погледнете на нашата Facebook страна, Twitter профилот и нашиот community tab на YouTube, каде што ќе може да гласате за она што потенцијално ќе го направиме како специјално неделно видео оваа недела. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.